И добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во втората епизода од мојот подкаст. Се надам дека претходната многу ви се допадна. Сега сакам да го најавам мојот втор гостин, а тоа е човек кој е роден во Кичевско и со гордост го носи името и презимето на својот дедо кој го дал животот за Македонија, татко на две прекрасни деца и мислам дека е еден од најголемите македонци со најдобрата музика што ја има моментално и му е многу актуелна. Станува збор за Спасен Силјановски, драги гледачи. Вие ќе уживате во подкастот, а пред тоа сакам да ги поздравам моите поддржатели на овој подкаст, а тоа се Акција 24, најдобрата онлайн продавница за мебел и декор. Можете све да најдете таму кај нив на страната. Мој тонер, односно Аполо, каде што можете да ги најдете сите принтери, тонери и све што ви е потребно во врска со тоа на moјtoner.mk. Исто така тука се паричниците и часовниците од Такт, македонски производ, македонски бренд, кој треба да си го поддржуваме. Уживајте во подкастот. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај, Бомбакис! Све е вако под контрола. Како си спасен? Дали си добар и дали лесно го најде студио, ме интересира. Почнуваме, значи снимаме. Ние сме почнати уште од преска, да само да ти се не стабилизираме. Како си, По што навигација, правиш? по Добар ли навигација. си, што има ново, што се Одлично. дешава кај тебе? Мило ми е што ме покани ја викај тебе во овој подкаст. Ти посакувам успех и верувам во твојот успех. Верувам во твоите квалитети и во твоите искрени намери за да го доближиш на публиката она што навистина би сакале да го слушнат од твоите гости. Што вреди. Она што вреди. Да, Пред се едукативно, точно и правилните вредности да им ги кажеме на луѓето. така. Па ја и да се доближат може малку повеќе до јавните личности, до Точно, гостите. да, а ќе Знаеш се- како затоа што кога не гледаат нас по медиуми, телевизии или на настапи, може би имаат поинако мислење. Кога ќе те видат е вака во една опуштена атмосфера, Да, ама и треба да те запознаат треба уживо. Да те запознаат така. Да, и Онаков како што си. пошто знаеш луѓе во судат у последно време те гледаат и вика овој катастрофа човек, овој лош човек, ако ќе те запознаат го менјаат мислењето. Тоа мене ми се десило неколку пати за Знаеш тоа. како јас тоа ми е малку симптоматично. Не може човек да одреди собствено мислење за друга личност која што не е познава лично. Точно. Мора човек лично да го запознаеш, да се дружиш, за да направи собствено мислење за него. И сега мора да имаме средина. Ако некој не ти се допаѓа, без разлика во било кој област, дали е фудбалер, дали е спортиста, Било дали е мудичар, дали е актер, окей, не ти се допаѓа, можеби не знае добро да пее неговиот стил на музика или не знае, можеби не е добар актер, мени канал и окей, легитимно е. Но кога ќе каже некој, тој не можам да го понесам да го дам. Зошто викам тој човек не го познаш, че си го запознал во животот. Зошто да не можеш да го понесеш? Мене ми се има десена Може би појавата на некој нема да ти прија, да моја онака антипатична, антипатична, нешто, а човекот може носи една прекрасна енергија. душа, енергија. Точно. Затоа тоа ние имаме сакам, мразам, а ја немаме таа средина. НЗС неа. Немаме НЗС. Нема потреба ако не го сакаш, нема потреба да го мразиш. Едноставно кулира може би некогаш ќе го запознаеш, ако не ти е интересен, мени канал не го гледа, но не треба да го мразиш. Не треба да постои тој збор мразам. За жал така е во повеќе случаи. Па и луѓето чекаат сега не една грешка да направиш. Знаеш дека менталитетот кај нас е Лазаров не води до европски првенства, до не знам што и сега еден гол промаршил таму, како тој така сите добри дела му ги забораваш и сите успеси. Чекаш само за еден. само за една грешка која што ненамерна грешка, тој не дека сакал да промарши гол или дека спасен, сакал да сгреши текст или збор или дека да изфалшира. Тие се моменти. Никој никогаш не може да биде во состојба на 100% подготвеност. Сите ние секогаш имаме, можеби некогаш си нервозен од дома, можеби имаш некои проблеми. Ма секој си има или своји проблеми. Расеан, так. И сега повторно ќе кажам, луѓето сакаат да го видат во другиот она што тие сакаат да го видат, а не тоа што е човекот, како мува и како пчела. Знаете вие каков е фокусот на пчелата, знаете каков е фокусот на мувата. Точно. Пушташ една пчела во ливада со измет и таа ќе кружи со сати, ќе лета додека не најде еден цвет и да застане на цветот. Ако пуштиш една мува
во ливада со цвет, исто и таа ќе лета со сати додека не најде застане на некој измено, некој ѓуб. Точно. За жал, така функционира човештвото, не е само кај нас. Во глобала сегде е така, но според мене не би требало да е тоа така, мора малку луѓето да се едуцираат и теолошки. Во теологијата и во религијата, во било која религија ги пишува, дали во Библија, дали во Куран, дали тие морални човечки вредности, принципи по кои што човекот треба да се владее и да го живее животот. Затоа се и напишани тие, да ги речам, Божи заповеди и примери кои што По кои ги треба да проповедале идеме или Мојсе или Исус или Мухамед и така натаму. Доколку се движиме според нив, човештвото би било подобро и нема секогаш да наоѓаме на секој мани, нема да мразиме луѓе, нема да се фокусираме на негативностите. Дајте да го гледаме позитивното во секој човек. Пробувам и ја тоа да го направам цело време со картоните, да ги освестам малце, да размислуваат на тој начин, ама знаеш каков е менталитетов кај нас у Македонија, не само у Македонија, на Балканов сам да ти кажам дека ти си добар, правиш добри работи милион и чекаат само една грешка да направиш и одма те бутаат на земја. Ќе се согласиш ли со мене дека токму да, и само таа ти ја памтат цело време, да. Се што си направил добро, тебе добро, ништо не памтат од тоа, него само лошото го памтат одма. Да, па се согласуваме на таа тема и јас секогаш исто и потенцирам. Знаеш, луѓето ме чепкаат. Јас сум гласноговорник. Тоа што го мислам, го кажеш. го кажувам јавно или го пишувам по статуси, по колумни. Да, те пратам цело. Затоа што сметам дека тоа е мој став и легитимно е да се искажам мој став без разлика дали сум управо или не може би некој ќе сум управо, но сметам дека треба да го кажам мој став без разлика во која област. Дали е конкретно за политиката. И сега ќе се фатат за мене што се мешаш ти таму. Ти си пијаш, викам, слушај, јас имам право како секој да даде критика или пофалба. Зошто? Јас како музички интерпретатор, како кантавтор, како автор, како поет, што можам да влијам на твојот живот? Можам да те расположам со една убава песна и тоа доколку ја сакаш да ја слушаш. Македонска. Ако не сакаш да ја слушаш, и тоа е легитимно да промениш канал и да не ме слушаш. Точно. Но, додека оние луѓе на кои што ние, нашата иднина, сме ми ја дале во нивни раце да ја водат, бидејќи еве конкретно политичарите, ние затоа се 120 пратеници, ние не можеме сите да одиме во собрание и да гласаме. Тој е пратеник од одредена област, праќаме еден човек да не представува. Тука, извини, памти, дали знаеш, само да те прашам, дали знаеш зашо нема ѓубре пред собрание? Па сето ѓубре внатре собрание. И ако критикуваш некој од нив, веднаш ти земаат за замерка. Но јас што кажувам? Имам право да го критикувам, затоа што неговиот начин на работа влијае на мојот општествен и социјален живот. А мојот начин на работа како пејач не влијае на ничи општествен, социјален или економски живот. Точно. Ја можам само да те расположам доколку сакаш. Доколку не мора ни да постојам во тојот живот. А додека овој, не збориме за партија, општо збориме за политика. Тој треба да го напреди твојот социјален и економски статус. За тоа ги гласам. За тоа ги гласаме. Сега ти доаѓа пред избори, ти дава програма, ти ја читаш неговата програма, се согласуваш, ти одговара, сметаш дека размислувате на иста страна и го гласаш, му даваш право да влезе во собрание. Кога влегува тој, работи сосема наспротивна заборава на све. Од тоа што ти го ветили и таа програма што ја приложил пред да дојдат избори. И ти ако го критикуваш на тоа, повторно луѓето те напаѓаат. Бркај си ја работата, гледај си го пењето, што има ти да се мешаш во... Не треба да се меша никој делумно или директно, но секој има право и јас викам дека има одговорност да критикува. Точно. Затоа што ако молчиш на нивните
неправди и на нивната Глупости право што на ги прават, да. глупости, фактички ти си соучесник или може би ти одговара. И затоа И тебе сме тоа. дојдени на ова дередже, затоа што никој ништо не прави, ништо Да. не критикуваме, него си седиме дома сами. Ако се држиме на тој став да вие обичните луѓе, само политичарите смеат да разговараат, да дискутираат, да полемизираат, вие обичните луѓе гледајте си вашата работа, тогаш зошто не викате нас да излегуваме на гласање? Да. Како што е одговорност да излезеш, да го даеш својот глас за одредена политичка партија или индивидуалец кој што е кандидиран за одредена функција, така ти исто имаш право да ја контролираш индиректно неговата работа, во моменти да ја пофалиш или да ја критикуваш ако не е добра. Тие работи може би треба повеќе да се и поискрено да се гледаат од страна на луѓето и да ја сватат дека тоа е така. Пошто сега моментално се актуелни избори, нели, доаѓаат избори, да си ти премиер на што би сменил? Ти да си премиер моментално, што Па би јас сменил затоа Македонија? не би бил премиер, затоа што би почнал сосема друга работа. Прво што би направил, би изградил можеби затвори За сите политичари. Да, не за сите криминалци, затоа што мислам дека нас ни треба капацитет од околу 15.000 моментално или 20.000 луѓе за затвореници. Јас сметам дека сигурно Сите се на слобода. има 20.000 луѓе кои што заслужуваат да лежат Да, на долги години во затвор, а се на слобода. Прво што би направил би изградил затвори. А потоа се разбира, за да имаш здраво општество, мора се да работи правната држава да функционира. да има правда. Сега пред некој ден доаѓав од Штип и на напладна рампа заставам, го отворам прозорот и дечкото што работи ме позна, вика, еј, Спасен, ке ти дојдам и ми пее, фала, викам, вози, вика, не, викам, ке си платам. Абе, вози, вика, ти знаеш кој се не плаќа тука. Не, викам, јас сакам да си платам. Се 50 денари, колку е 70, затоа што така само функционира држава. Кога ќе те казни полицајца, си сигурно виновен. На тој начин си патриот, не си само да ја пееш бисер Так, балкански у кафана. Кога ќе те застане полиција, а да бидеме искрени, по 90% случаи полицајците се секогаш во право, иако ние некогаш можеби реагираме и бараме, не е патриотизам да севаш по телефон и дај скини ми ја казнат. Точно. Ако си сгрешил, Плати ја признај казната, грешката, да. признај ја грешката и радувај се затоа што функционира правната Точно. држава. Само со свест помеѓу граѓаните дека треба се почитуваат тие општи и правни правила за успех во една држава. Мислиш ќе ни дојде некад памет? Мислам дека треба да помине голема временска дистанца. Па, еве, више доста долги години постоиме, не знам како не ни дошло до сега памет. Не ни дошло памет затоа што ние во овие од осуместувањето, овие 30 на години, ние не сме ни под нула. Ние се движиме само надоле. Само да. Ние да бидеме среќни да дојме до ниво нула, па потоа да градиме свест како треба да функционира едно општество, да земеме пример од Швајцарија, може или од Германија, како треба да се однесува секој, за да очекуваме во наредните 30 години што следуваат дека можеби ќе дојдеме до некое ниво, не како европското, но приближно или со надеж дека со тенденција за приближување на тие нивни вредности. Не може еден Спасен Силјановски оди во Германија и кога ќе жвака мастика, застанува со колата и ја бара корпата. Истиот тој Спасен кога ќе дојде тука, го отвора прозорот И ја фрла. и ја фрла. Тоа му го дозволила државата. Точно. Да има слобода, да има поише слобода и никој не се замара со тоа. Нема закон. Нема закон. Не се казнили законите. Што ќе ме казнеш мене сад? Ние сме тука заедно кафе пиевме вчера. Да. И се функционира на таа пријателска блиска. Добро, ние сме база. мала земја и секој со секој се знае. Може и затоа е тоа така. Но не би требало да биде. Не така. треба да биде, да, пошто секој има, ало, имам другару полиција, чекај, ќе ти ја скинам. Можеби треба да постојат одредени толеранции или флексибилност на законот, кој што е над луѓето, во одредени случаеви, каде што се прават навистина банални и ненамерни грешки. Случајни. Но ти кога правиш намерна грешка, и свесно поминуваш на црвено, свесно возиш 150 кај што треба се вози 80. Ти си свесен за тоа. Ајде да е 10 разликата, си покачи од брзина.
Нема потреба да бараш врски, затоа што ти си штетник во тој момент. Не само за себе, не дај Боже, може да нанесеш штета и на некој невин. Тоа е уште потрагично. Дефинитивно. Кажи ми, ајде, многу влеговме у политика, малце да Така разбереме. почнавме Да, со- така почнавме, ама нема врска. Имаме време, ќе правиме и овој да, за се. имаме, не е проблем за тоа. Кажи ми, кој е Спасен Силјановски? Од каде името Спасен Силјановски? Ја копав малце по нешто по Google, могу да се. Сум одговарал повеќе, но можеби во повеќе емисии и А мислам дека прв пат гостуваш у подкаст. У во подкаст. подкаст. Да. Спасен Силјановски е роден во село Пополжани, Кичево. Ај ќе ми кажеш и за тоа и за детството, како бил Јас сум спасен, што така, бил јас спасен. сум потекнувам од село Пополжани, Кичево. Крстен сум, моето име сум го добил по мојот дедо, Спасен Силјановски Паце, кој што е погинат 44 година, го убиле балистите на Букојќ, планината. Тоа е помеѓу Гостивар и помеѓу Кичево, кај што е село Букојчани. Ориентационо. Се борел за За, Македонија. да, партизан, заменик десна рака на Мирко, на комесарот Мирко Милевски, инаку многу интелигентен и учен човек. 4-та година гимназија, завршено во 43-та година во Белград со сите петки. Јас дипломите ги чувам и до ден денес. И кога одел за војска, нели за во војна во партизаните, дома им ја пел песната "Не плачи мајко, не жали ако ти загинам". Свесен дека ќе оди и дека нема да се врати. И не се врати. Во Кичево постои улица Спасен Силјановски исто. На колку години има загина? Па не знам Млад? са точно на 20 на години така нешто. Значи ти по него кој имаш како доаѓа до името? Кој сака да се викаш Спасен? Татко ми сака да го носам неговото име и да се задржи тоа име во фамилијата, да остане Нормално, за понатаму. за понатаму. Да живее. Да живее името, да. И да се сеќаваме на тие негови патриотски чувства и деланија, влијанија кои што ги правил за својата татковина која што постоела во тоа време, таа била Југославија во тоа време. Сепак тој се борил за таа идеја која што била нормална за тоа време. За Дефинитивно. Македонија. Токму од таде го носам моето име. Кога бев дете ми се смеа, знаеш, се доаѓаа некои имиња од мојата генерација, Нови. Дарко, Мики, ој Спасен. И има кога ќе се запознав со некоја девојка во тинеџерските години, знаеш, дори смешно беше. Ќе се запознаеме, здраво, ја викам Спасе. И таа викам мило ми е Ѓурѓа. Као мисли дека се забаваш, да. се зезам. Но секојаш сум се гордел јас на тоа име и на тоа поколение од каде што потекнувам. Јас сум потекло, како што кажав, од село Пополжани. Кажи ми малце за Пополжани. Кажи ми историјата, кажи ми слушна дека имате некој извор, дека имате некоја традиција у тоа село, дека за водици било драма, секој цело време Да. дека нешто се случувало. Е малку за историјата, пример. Да. Ако ви интересира, Пополжани е мало село. Во овој момент има околу 36-7 кујки, но сите се Твоите се таму, се уште моите се живеат, таму, така? да. Сите кујки се полни со семејства, не се луѓето одселени, блиску до градот, на 4-5 километри, тоа како некоја му доаѓа сега бидејќи со ова проширување на градските Предградие. средини, како предградие. Порано во турско робство било над сегашното село во планина, но турците го запалиле комплетно тоа цело село со сите жители, останале само тројца брајка живи. Тие тројца брајка се збегале во различни правци во Македонија, некој заминал, не знам, Пелагониско, некој заминал дури во Албанија, мислам дека имаше некои пребегни, така натаму. И после многу години се враќаат тие три деца кои што преживуваат. После многу години се враќаат и сакаат да го обноват повторно тоа село. Значи од нив се е тоа пак И од нив се потекнува, значи ние нашето село, буквално сме сите роднини и кај нас семејство едно, до сега, до брзо можам да кажам, се практикува обичај од село во село не смее да има брак. Да се заљуби некој и да има брачна врска, затоа што сите сме од
од Значи иста мора надвор крв. некој од Па надвор да. да дојде. Иако поминале многу генерации. Ама упрашани сепак се, си стои традиција. но сепак тоа е од почит кон предците и се почитува тоа. А кажи ми за изворот малце. Нашето село е со две реки и извор. Помеѓу две реки, од едната страна река Треска, од другата страна тече Бржданска река или Беличка река и на среде во селото има извор. Изворот е со солена вода, која што е единствена на Балканот. Се правеа многу испитувања, дали е морска вода, дали не. Се заклучи дека не е морска вода, туку тие минерали кои што ги има во изворот, потекнуваат од некои внатрешни камења покрај кои што поминува изворот. Секогаш таа вода е константна, Се пие? се пие, но не е вкусна, солена е, Да, со насолува малце. лековите. Лековите е, да. 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 Затоа прв пат слушам, гледаш, а ја имам добри извори. По старите викаат, јас сум ги прашувал, вика, ова е лековите за човек на кој што му мириса нозете, Аха. вика ќе се совуваш бос и ќе газиш низ водата, ќе се шлапкаш таму неколку време, за да ти помине тоа Миризмата. таа миризма на нозете. Ама тоа само еднаш, или треба Па цело треба време да иде? Терапија се. Повеќе пати. Повеќе пати, да. А кажи ми, ти имаш таму завршено основно, средно, како си, мислам, од кај си почнал? Основно учев во село Другово. Тоа е до Пополжани? Тоа е до Пополжани, околу километар разлика, а средно завршив во Кичево, општа гимназија во Кичево. Прво се запишав во Битула средно музичко, одев една недела, сакав да свирам хармоника, а таму по некои принципи, не знам како беше, ми дадоа да свирам прв инструмент клавир, втор виолина. Аха. Кога ми дадоа виолина, изгубив Волјата, да. мерак и викам, тато, се враќам, викам, јас не можам виолина, сакам хармоника. А немаше во тој момент професор или едукатор за хармоника. И се вратив да учам во Кичево, средна година завршив во Кичево и секој ден патував од Пополжани до гимназијата 7 километри и 7 километри повторно назад до моето село. Секој ден тоа 4 години. Кажи ми, почо, а добро, слушнав и дека и си бил играорец, покрај тоа, дека таму си почнал. Може, да. Дека си бил играорец и кога било тоа, кој период? Пред хармоника, а после хармоника? Јас хармоника свирам од моја шеста година. Сам? Без никој да ти Само да ти учи? се по слух. Татко ми, јас ке допирам со прстите на дирките, ќе пробам да по слух да свирам некоја песна и татко ми голем слухиста ќе ми каже тука погреши, тука еден тон подоле, тука еден тон подоле, така се научив да свирам хармоника. Првата хармоника ми ја купи кога имав 5,5 или 6 години. Ја чуваш уште? Ја чувам, урамена ми е во дома во зид како експонат. А И таа има непроценливо функционална е. функционална, да. Да. И за мене има непроценливо богатство. Потоа се занимавав Со играорна? со играорна група и како играорец, па во Ја играорна имам група едно изненадување за тебе. Колку знаеш. Да видиме колку знаеш хармоника. и како знаеш да свири. Пошто не знам дали ти текнува. Еднаш кога и у овој момент сакам исто да го најавам и нашиот нов спонзор на подкастов, а тоа е Кафана која се наоѓа во Илинден, таму ти каде што пееш. Таму ми е добро познато мене. Да. И нема подобра кафана беги. Ти таму свириш цело време, не само ти, има и други изведувачи што е феноменално и што може да дојдат луѓе да се забавуваат. Ти ја погодивме ли хармоника? Да, и Хармониката микрофонот ми се. беше прва љубов во мојот живот. Секако споредно со хармониката и пењето, бев и долги години во КУД Бисер, културно-уметничко Бисер од Кичево како шеф на оркестар. Аха. Едни може би поубавите моите детски денови и навистина човек има што да научи, на сите им препорачувам да членуваат во такви друштва. Едни најбавите дружења, имаш покрај тоа можност да шеташ по различни Да се прошеташ малце, да запознаеш нови култури. Сам на приватно може би не би можел финансиски да си го дозволиш тоа, но Дефинитивно. тоа една сатисфакција е со игровна група каде што ти можеш да прошеташ и да се трудиш па и да научиш нешто. Јас мислам и денес дека секој добар музичар пред се треба да има минато како фолклорист. Фолклорот е многу значаен за еден успешен
Музичар. Музичар. Понатака. Кажи ми, што знаеш да свириш? Па Нека не. све знаеш, така? Зависи. Еве оставам на тебе, дај ми некоја. Ова ќе ти дојдам. Ке ти дојдам вечерја со златова, ќе ти легнам пивко јасна перница, ќе ти дојдам вечер отвори, љубов што носа ке ме изгори. Па не знам многу се зависи што. Дали знаеш последниот пат кога бев кај тебе на свирка, у кафана, Така? која песна забори да ми ја испееш? Заветна беше, така? Не. Бисера. Бисера? Бисера полува. Дајте Дайте ми ја, бисера, моја мома сакана. Дајте ми ја, дебетија, бисера од бисер полава. Дајте ми ја, дајте ми ја, бисера, моја мома сакана. Дајте ми ја, дајте ми ја, бисера од бисер полува. Па така видиш што значи да се мудиш. Да, па да имаш ваква мотивација се. Ке треба да ги делиме после заедно. Не, ова се скроз за тебе. Сам да ти кажам, Ќе ги делиме. можеш ако сакаш, мислам да направиме мојот, после пак можеме Проблем да дека се стои тука. Се стои. Добро беше изненадување или да? Знаеш или не знаеш? За хармонија? Да. Не. Сигурно? Сигурно. По тоа што ве слушав, нели, Дека ќе има изненадување нешто. Некој колега нешто за кој што сме имале интересни моменти за раскажување. Кажи ми сега ќе те навратам малце пред да продолжиме да со све. Кажи ми ти беше дел од мојата свадба и фала ти за тоа и поштувам све што направи, поштувам целото шоу што го направи. Кажи ми како беше идејата, пошто ја бев изненаден и чива беше и како се согласи, кој ти кажи, како мислам Ајде што си рече? прво те прашам како си помина на твојата свадба. Феноменално. Најдобра свадба, мислам не дека е само моја, него сите Така. гости што беа кажа дека е највесела свадба до сега што биле. Баш ми е било. И исто те пофалија тебе и рекоа дека феноменална забава сме направили. Дадов Мислам, максимум вие од сте себе. Да. Ти благодарам. По иначе јас и ти не се познавне. Да, него си пишуваме за подкаст да дојде, знаеш уште од кога? Да, но лично не се Само познавме. што, да, И не сме нема- се дружеле. Немаше Идејата дојде од еден драг мој пријател, а и драг твој пријател, Вали Иванов, еве ќе го поздравиме Вали Да, Иванов. поздрав оре човекот е позади камерите. Позади камерите. Господинот Вали Иванов е Снима, позади све камерите, снима. бидејќи сега сме во преговори да тој да биде мојот пиар. Пиер, да, менеджер. Маркетинг менеджер, да, и мислам дека ќе биде успешен Дефинитивно. во таа работа. Предлогот беше од него. Да. Вика, јас имам по принцип, кога ќе те покани некој како специјален гостин, како тотално изненадување, да не знае никој, сме имале лоши искуства и прашувам кај кого и дали луѓето те сакаат, затоа што сум имал и јас искуство лошо, негативно и дел од моите колеги. Затоа- Можеби зетот те сака, Бомбакис многу ме почитува сака и сака другарите сакаат да му направат изненадување, но можеби сопругата на невестата на Бомбакис не ме сака. Значи за тоа мене ме прашувале дали Да. што мислиш за Спасен, дали е добро. Ја ми Така. кажав супер. И сакога некој прави изненадување, викам, не е проблем, но јас морам да знам дали луѓето ги слушаат моите песни, дали луѓето ги сакаат моите песни, Да, бе. дали ќе бидам добро прифатен. Може да поеш таму да те гледат сите како што бараше сега, бе, што Кој е дојде, овој, бе, и така. А Вали ми кажа, вика, не знаеш колку те сакаат во таа фамилија. Вика, ако Дефинитивно. дојдеш ќе биде нешто на љубаво и на љубавиот поклон
Да, дефинитивно. На свадбата. И беше така, да. И сите беа Благодарам. изненадени, гостите сите беа изненадени. И сите те сака, мислам дека самиот ти виде колку беше Штета добра што него атмосфера. понесовне картонот со кој што ти влегов. Да, Нели имав еден среќен картон. брак за младите, Среќен да. брак за млади, тоа сакам да го направам во твој стил и Да, навистина беше ама и добро беше и влезот све, Влезот мислам дека интересно. беше феноменално. прекрасно. Значи главниот виновник е Вали Иванов за моето гостување кај тебе на Да, свадба. и фала ти и луѓето и бендот што свира со тебе кој е спасен е феноменален човек. Биќе Благодарам. нели имаше бакшиши лета како и по обичај кај тебе цело време. И ти не зема ни денар, него све даде на бендот и тоа сакам да ти кажам дека и музичарите и ја Да. викам ова е стварно голем Јас човек. од принцип кога се ја договарам свадбата само од почеток до крај, се разбира тогаш. Нормално. Имаш да. одредена цена Цена. и таа е наша цена, но кога има бакшиш, кога одам така како екстра, секогаш го оставам на музичарите, Бејќи затоа што ти се имаат повеќе активности. да, дека Свират се цел ден 5-6 сати, свират цел ден, носат опрема и така натаму. Сега за дојдам со пола сат или сат време да го соберам бакшишот, тоа не е човечки. тоа не е човечки, треба некој да си има морал, не се работи за некои пари кои што кој премногу ќе ти променат во животот, па да Точно. мора да ги земеш, но ќе се оставиш така еден добар впечаток И образ и све. и образ, луѓето ќе го паметат тоа подобро, музичарите ќе го почитуваат. ќе те почитуваат, а секако ќе им помогнеш за да ги платат тие нели давачки кои што ги имаат околу организација, озвучување инструменти и така натаму. Јас доаѓам со едно микрофонче, пеам и да им ги земам пари тоа и некои колеги го прават тоа. Не споменуваме, но јас лично мислам дека тоа не е добро и не е коректно. Ти не ми кажа како си помина на свадбата. Аполо, повеќе од 25 години увозници на принтери и тонери во Република Македонија. Све што сакате, можете да најдете на нивната страна moјтонер.mk. Ако ти треба принтер или тонер, тука е Аполо. Дали беше до? Па не знам дали знаеш, јас после тоа останав до крај. Остана, па знам до 1,5 у 1,5 ја затворивме, со тебе завршивме. Нели делот мој за кој што бев поканет го испеав Да. и после на И крај се после седнав пак се на маса и се врати на продолжив. бис, да. Да, супер. Али Преубава супер свадба. беше, да. Имам ставено и видеа и на Facebook и на мојот фан пејдж и на YouTube и на имаше TikTok. доста добри реакции, ја ги Премногу поширна реакции. Имаше и доста интересни моменти снимани од гостите кои што го снимале тој момент. Мислам дека сите те феномално. почитуваат, така За гледачите кои што сакаат да видат дел од твојата свадба, да идат кај тебе може на да Facebook, најдат да. на моите рилови кои што ги ставам или на мојот TikTok. Има само бомбакис нека напишат ќе излезе тоа. Ја пак сам да ти се заблагодарам за таквото изненадување. Задоволството беше и мое. Ќе се памти цело време и го имаме све тоа документирано на видео. Ти благодарам јас уште еднаш. Да се вратиме за приемот, за топлиот пример. Таман работа. Да се вратиме сега на тебе. Кажи ми ги почетоците како Спасен влегува у музиката. Имам слушнато дека си бил на Роса Фест и дека таму со една песна сега не ми текнува како сега може ја имам запишано тука или не. Ти ќе ми ја Свадба кажеш. ме канат. Да, на свадба ме канат. Ти кажи Тоа ми се случи се случајно. Имам кажувано из ова, сега не знам колку сум бил делумен да го раскажам тоа седо или колку во кратки црти сум го кажувал. Јас како што кажав сум музиката ми била од секогаш мојот живот и приоритет, но никогаш не знаете кај ќе вам несе судбината. Нормално. Судбината вам несе после мене работат многу работи. И во село, и со земјоделие, и со стоčarство сум се занимавал, со шумарство. Исто си бил, еве сега си бил и војник. Да, исто бев и Каде? војник 4. Ја мислев дека си бил во 4. Волците, ама не си бил во Волците, така? Во Волците влегов на селективен конкурс, скршив коленото, потоа се префрлив во втора западна пешадиска бригада во Леопарди. До 2010 година. Колку години си имал тогаш? Па млад. Веднаш после војска, како беше, не знам. Тогаш не си пеел или као? Тогаш не пеев. Од секојаш сум пеел така аматерски Да. дома, кога ќе се собереме друштво, хармоничето како сега ќе си забавиме, но никогаш професионално. Во тој период на 1 мај се сеќам, на 1 мај ме испуштија од работа. Јас имав земено кредит. В тоа време мислам дека 7-8 милијади евра. Тие се големи Да, пари за секој човек. Тоа било многу за тоа давно. пред 15, 16, 17 години, да.
паднав како во некој депресија, што ќе правам, викам се, од кај ќе го вратам парите, немам работа, што кај ќе се вработам, ситуацијата во државата е лоша. Татко ми во тој момент беше исто испуштен од работа, буквално никој немаше. И почнав да свирам во едно кафанче во Кичево, Стара кујка. Аха. Се викаше, уште постои? Постои, но не знам дали работи, но постои. И таму свирев 2 години секој викенд, петок, сабота. Еден колега на сајзер, јас на хармоника и пеев, и свирев и пеев. All in. Да. И тоа ни беше обрска само за викенд, петок, сабота. И што се случува сега еден ден? Доаѓа среда. Се јавува собственикот на ресторанот во среда, на кај 7-8 сат, вика, шо правиш? Добро, дома одмарам. Дали ќе можеш вечерва да дојде, ќе имам, вика, некои специјални гости. Ќе можам, јас се чекав да ме покани да заработам нешто. Го се јавам на мојот колега на сајзе, викам, спремај се, оди ми да свириме. Тој прашува, но нели среда е? Викам, среда, ама ќе има некоја приватна забава. Ќе одиме. Океј, одиме ние во ресторанот, ќе местиме инструментите и чекаме. И собственикот на ресторанот вика, вечерва што ќе видите, што ќе чуете, тоа останува тука. Се отвора вратата, влегуваат високи политичари, 4, 5, 6 високи функционери. Јаки луѓе, да речем. Сега не спомнувам од која партија или како, што нема врска. И со нив уште 2, 3, 4 придружнички. Океј. Ама не жените. Па сега не знам дали беа сопругите нивни или придружнички, не ни прашат. Се шалам. И почнуваме да свириме. Јас кармичето пеам една песна, 2, 3, тие толку со внимание слуша. И еден од нив го праќа конобарот, вика, нека престане дечкото да свири, нека дој кај мене на маса. Што погреши, бе, викам, сега јас повторно. Што е? Кај само, значи, онако кога се лоши денови, лоши периоди, се повторно викам са нешто. И океј, одам јас кај него на маса, вика, ти пееш некаде? Професионално не, викам јас, само тука. А зошто, вика, не пееш по фестивали и телевизии? Ти имаш, вика, страшен квалитет. И добро свириш и добро пееш. Викам, немам поддршка, немам Војко Владика за јас да бидам поп или да ме татко директор да ме финансира. А за тоа треба, нели, да имаш и некоја екипа која што е веќе влезена во тој шоу бизнес да те подгурне малце. Поддржи сега, како треба и финансија. И во тој момент тој го вика газдата од ресторанот. Дојди, викам, што? Колку пари, вика, ти треба за едно снимање, пример, за една песна? Па не знам, викам, се прилика, треба се сними песна, треба музика, треба аранжман, треба ова, треба фестивал, треба костум, таму да платиш нешто за те прима на фестивал, нели, кај нас така оди, бидејќи си анонимен. Не знам, викам, 2000 евра. Утре, вика, добиваш 2000 евра на сметка, вика, и да направиш песна. Сега ќе се навратам малку понаназад од оваа приказна. Па доаѓа како филм, малку, но многу интересно. Ако не е проблем, не те прекинам. Пред 5-6 месеци пред тоа, јас ја имав ногата скршена во коленото, централен вкрстен лигамент, операција. Се правев операција во државна болница, од тука уште 1 месец Катланово на физикално лекување. Во тој момент исто имаше собрајкајка Сашо Ливрински, познат композитор, хармоникаш, член на група академци, верувам дека сите го познаваат, високо име во македонската музика кај нас. Јас ја носев хармониката, месец дена викам, Катланово, што ќе правам? Ајде преку ден терапија, преку вечер ќе се ја земам, ќе се свиркам, да ми врви. Ќе си вежбаш. И се свиркам така во соба, гледам некој ја подотвара вратата и ме слуша. Слуша некој, јас престанав и ми вика, продолжи, свири. И влегува Сашо Ливрински. За мене зверка, идол, знаеш како, најдобар хармоникаш, композитор, автор, аранжер, популарна личност. И као се уплашив, слободно, вика, свири, јас ќе седнам тука, само ќе те послушам 5 минути. И му пеам јас песна 2-3, вика, нешто ќе снимаш, планираш да правиш нешто во животот? Не знам, викам, ова си го, само во хоби, викам, за себе си го работам. Ти, вика, не смеш да го изгубиш тој талент. Еве, вика, јас ти ветувам, кога ќе оздравиме од тука, кога ќе излеземе од болница, од Катланово, ќе ти помогнам да те внесам во тие води да почнеш да се занимаваш со музика. Океј, тоа помина, ние го завршиме тој
болнички процес на лекување, секој по свој пат. Со Сашо веќе се не бавме видено 5-6 месеци. Ти изгуби надеж? Забораив буквално на случајот. И сега се случува после 5-6 месеци, нели, ова случка со кафанчето со политичарите. Јас си одам дома, завршува таа вечер од кафана со политичарите, секој си оди дома, јас си одам дома, Сашо Ливрински ми звони во 1, 2, 3 после полнеќ. После тоа? После кафанат? После кафанат. Од кај викам сега Сашо Ливрински. Здраво, вика Спасен, како си, шо преш, ме памтиш, како не? Бе, слушај, вика, во сабота има фестивал, Роса Фест. Ти вети, вика, јас дека ќе тоа не сум. Сакаш да учествуваш? Како бе, викам, не сакам, јас пресеќен. Сакам. Викам, што треба да направам, кои се условите? Условите се тие и тие и тие. Ти треба пари за аранжман, за музика, за текст, за студио, за не знам за што. Тоа што веќе го договори ти Тоа што веќе ми го ти вети. го вети, да. Јас ноќта буквално не спиев. Чекав да се раздени Од возбуда? утрото и одам кај собственикот на ресторанот кај што пеев. И му викам, господине, дали вие ги одржувате тоа ветување кое што ми го дадовте синоќа пред овие луѓе? Да, вика, веднаш. Дојди подпиши барање, так. Евети. И ми дават 2000 евра. Браво. Јас немав ни автомобил тогаш, немав ни кола ништо. Земам некој другар или некој комшија, не знам. Одам во Скопје кај Сашо Ливрински дома, му представувам моја песна која што јас си ја имав компонирано веќе пред тоа, бидејќи и како дете си компонирав и си оставав песни на страна за некогаш така. Од кеф. Му ја презентирам песната, вика преснава е прекрасна, вика јас веднаш денес ќе направам уште денес аранжман, утре влегуваме во студио, ја пееме, а задутре веќе настапуваш на фестивал. Тоа се случи Одма. тоа секунди. И така бидна, така ја направивме песната, ја испеав песната, дојде време да се пее фестивал Роса Фест 26 октомври, мислам дека. Ти се веруваше тебе Така, дека све тоа се деси? Се ми се случи као во сон. Се ми беше како во сон, не ми се веруваше. Не, да. И доаѓам на ред да пеам јас на фестивал. Излегувам со песната. На колку години ова? Па ова беше 2009. Сега 2024, пред 15 години 15 точно. години, да. Значи треба да правам Јубилеј. ова лето 15 години јубилеј. Ја пеам песната, која ја гледам публиката како реагира, солзи ми течат и сам не си верувам дали е ова можно. Бис повторно 5 минути аплауз. Се враќам позади сцена, се уште аплаудираат. Излегувам повторно, се уште аплаудираат. Се враќам повторно позади сцена, нели треба да пее наредниот пејач и доаѓа некој висок човек со капуче, со мантил, повисок од мене, со шешир, hello, викам. На англиски? На англиски, по-англиски, по-македонски. Oh, you good певаш. Знаеш како да. Фала, викам јас. Да седнеме, вика, да направиме контракт, јас сум from Australia, да те носам на турнеја. Викам, не е можно. Ти викаш се заебаш. Јас викам, првата помисла, гледам назад, Ливрински, гледам ваму Благоја, гледам таму Зуица, гледам, не знам, сите овие големите имиња, Круме Спасовски. Викам, си играат мајтап со мене, скриена камера ми прават. Да. Тоа прво, што ми падна на памет, беше тоа прво. Дека скриена камера, па, знаеш како, секој нов гуштер, Да, мора нешто подлегнува на зафрканци. И повторно Ливрински со сомнеш и доаѓа ми договори, вика, средба човеков го знам, вика, е сериозен човек. Значи не е за Значи не е за ебанција, вистина како викам јас прва песна во живот, сега викам немам шо ќе пеам јас Австралија. И одма во Австралија. И тој вика не е проблем, турнејата ќе биде за 8 месеци, а до тогаш јас ќе ти дам, вика, тебе пари, да направиш барем уште 7-8 песни, да си дојдеш таму со тие твои песни да ги презентираш, а потоа во текот на концертот ќе пееш нормално песни народни од македонски и од други пејачи. И така се случи, тоа беше мојот почеток. Јас веќе ја направив првата турнеја, па потоа уште една, Во Австралија? уште една во И Австралија. повеќе те поштуваат таму него тука? Што мислиш? Малку деликатно прашање. Таму ме почитуваат навистина многу. Сметам дека луѓето таму повеќе ја ценат македонската музика како македонска. Дека не ја слушаат цело време, дека за тоа? Има носталгија кон Македонија. родниот крај. И Да. поради тоа можеби. Ние тука сме дека си им на допир, дека од така. Тука си на допир, те гледаат секој ден, те слушаат секој ден и можеби не да не ја сакаат музиката, но можеби се веќе призаситен. презаситени.
а додека таму одиш еднаш на година или на две, Да. едва те чекаат да појде со нови песни, а некои од нив не се дојдени вратени во Македонија по 10 или 15 години, И така да приемот им е фали се. им фали, приемот е навистина добар. Добро те третираат таму? Кога ќе отидеш? Супер. Да. Секогаш сум имал Кај си Добро. вака од сите тие од цела дијаспора, кај си највеќе задоволен? Мислам, кај има Во однос- највеќе енергија, кај има највеќе драж, така, кога идеш, кога искачаш на бина да пееш. во Австралија е секогаш добро. Сега има една појава која што може би ме иритира или ме тангира мене и не само мене, тоа треба сите да се запрашаме зошто е тоа така. Голем дел од младата популација веќе, наша генерација или помлади, одбегнуваат да дојдат на тие наши концерти таму? или да. И општо секаде во дијаспората. Да, Освен во Европа. Претежно доаѓаат средновечни или постари луѓе, а младите си одат по асимилирани се повеќе, одат по клубови, можеби и австралиски, не толку колку што одат во српски или грчки клубови. Веќе се австралијанци, веќе се... Не можам да кажам дека се австралијанци Се шалам, кога бе. одат во српски клуб, а не одат во австралиски Да, клуб. значи не ја почитуваат нашата музика, него идат кај што мислам може и од кај што иде соседните. друштвото идат таму и они за тоа. Јас сум така. разговарал и за тоа, окей, викам друштвото ви е заедничко. Дај доведете го вие друштвото од таму кај нас нека дојде. Па утре ќе појдете и вие Па, таму, да. мора да има некој реално. компромис. Не може, јас правам 10 концерти во месец и пол, од тие 10 концерти секоја вечер тие млади кои што ги познам ќе дојдат колку да ми направат чест пола сат и кај заминавте викам после, знаеш, таму беше дојден Хари Джиновиќ или не знам кој мораше да појдеме таму. А зашто ти не дојда Да. кај нас да значи, слушаат треба македонски? обратно Не да само биде. кај мене или кај било кој друг пееш. Мора да се фокусираме малку повеќе на љубовта на нашата музика, на македонската песна. Јас се сложувам, ние можеби доцниме со творење на песни во споредба со нашите соседи. Доцниме со многу години продукциски и во споредба со србите и со албанците и со грците и со бугарите над нас е долги години во начинот на работа, Се во начинот согласувам. на творење, тоа мора да си го признаеме. Мислам дека Србија е 20 години пред нас у све. Србија во тој поглед е и 50 години пред нас. Да. Луѓето имаат филинг за тој бизнес, бизнес, за тој шоу, бизнес за све. и го работат супер. Ние мора да се потрудиме. Сега позитивна работа е што веќе во европските земји има премногу голема побарувачка за нас, помладите пејачи, и навистина има огромна посетеност од секоја генерација. Особено ме радува што има премногу млади во европските земји. Сега пред 2 недели само што се вратив од Америка и од Торонто, мислам дека еден од најдобрите настапи во мојот живот го направи во Торонто. Гледав слики, гледав видеа таму. Тоа Дека си се не прошетал можам сам малку. да си опишам што се случи и како можеш таква еуфорија да се направи. Тоа не го правам само јас, тоа го прави публиката. Да, нормално. Таа е обратна, Мисли само обострана, ти обострана љубов, хемија. да. Луѓето кои ќе ја почувствуваат хемијата што јас им ја давам, па уште повеќе која ќе ја почувствувам јас дека тие мојата хемија ја примаат и дупло ми е возратуваат. Уште повеќе Тоа мотивација имаш ти. станува една кулминација, само таа позитивна енергија се набива до експлозија, се дуе. Еден прекрасен концерт, прекрасен пречек што не можам никогаш да го заборавам, со илјадници луѓе. Значи во еден момент станаа да играат на оро, јас гарантирам дека можеби 2000 луѓе беа на оро. Кој им е таму омилена песна вака на тие од дијаспората? Во моментов, да не звучам нескромно дека моја песна, и Ќе последниве ти 3-4 години ќе ти дојдаме. А не некоја знам, така од постарите од нашите песни, која онака Од највише постарите ги... секако Бисер Балкански. Бисер Балкански, Бисер така Балкански ја сакаат од постарите. Исто и од тие од Сестра Кани брата на вечера од постарите песни да. ги Нормално. сакаат. Од Ефто ја бараат доста Туѓа си туѓа без крен. си бескрајно, исто и таа е хит во овој момент, но повторно без да звучам нескромно, ќе ти дојдам. Нема потреба да бидеш скромен, види кај мене на свадба Ја дека пеам можеби пееше по твојата 10 пати на настап, а не затоа што сакам јас, Затоа затоа што ја сака публиката, некогаш дури се чувствувам неубаво, затоа што можеби некој ќе помисли сам си ја форсирам песната. И ја одбегнувам,
ајде да испеви, ама ај понатака, Ама убава е, добра е повторно ќе песната, дојдам, сите ја сакаат. дај ќе ти дојдам, ја ќе завршиме на крај, ќе приме завршува 1 сат, ви благодарам, те молам, уште еднаш ќе ти да. дојдам. Хајде уште еднаш ќе ти А дојдам. сега за прв пат беше у Егеот, наш доле. За втор пат, еднаш втор пат? сум бил во Овчарани, тоа е на отворено на 12 да, јули. а сега беше во Ова сала. беше втор пат во огромна сала Како е таму? во чувството? Јаница. Таму се почувствував прв пат По македонец него по македонец отколку тука. Не можам да ви кажам кој е тоа чувство. Јас сум емотивен по природа. Кога го зедов микрофонот, само што изговорив првата песна Каде сте македончиња. И кога ги слушнав, Смееш да ја пееш таму? јас Мислам, дали смееш да... па не знам дали смеам, јас ги пеам. Нормално. Сега не може да ми забрани мене Да, никој. Без пошто разлика, не има они не размислувам обструкции од јас влада и на, од не такви размислувам на ствари. последиците кога се работи за македонизам. Се може да ти земе, и затвора те стави, да ти дај Душата забрана. не може да ти ја Идејата земе. не може да ти земе, Да. и душата и љубовта. Точно. И кога ги слушаш од другата страна, Дека и они... каде сте македончиња, и слушаш 2000 гласови, каде сте ке отидовте, една еуфорија. Солзи на очите, и сега ми навираат солзи кога кажувам, тоа само треба се доживее на лице место, инаку може да се види, Да но си- не е чувството да. тоа. Клекнав кога ја завршив песната. Клекнав се на корена, поклонив. им се поклонив, им се заблагодарив за тој пречек, за таквиот пречек и за тој македонизам. Затоа што кога јас малку сакам и да читам и историја, и кога ќе се навратам на назад како биле прогонувани, колку биле истерувани, И што се матетирани, им тепани, правеле, што да. се им правили, сега сепак се тука, се уште останати, се уште ја негуваат, Издржал. издржале македонската Значи, музика. пиреот, Така, македонската музика, колку напатен народ и како те гушкаат, како доаѓа да се сликаат, со кое внимание, со која толеранција и бонтон и со која култура. Се изминувам, И се знаеме обраќаат, дека се да. измин. Кога ќе имате вие време, дали може да одвоите Културно. само да се сликам, тоа е прекултурно. Додека има тука и некој кај нас, ајде да се сликам и те трга. да, Знаеш како? Едноставно, едно од моите најубави чувства кои што сум го доживеал во текот на мојата кариера. мораш да Преубаво. ми ветиш дека следен пат кога ќе идеш таму и мене ќе ме носиш бејќи сам стварно да видам Следен како е настап тоа. таму ми е закажан за 25 мај. 25 таман за Кирил и Методи тука Да. нели е продолжениот Одиме викенд. заедно. Доаѓам со тебе обавезно. Па и овој да. пат сега кога бев, на 25 декември, мислам дека имаше организација од 2 автобуси од Македонија. Да. Тоа беше платено од Македонски светски конгрес, бесплатен превоз за сите кои што сакаат да одат на Да таа учествуваат, великденски концерт, тие го нарекуваат, бидејќи таму е Великден на овој Божик се Да, извинувам, да. на 25 католички. по нивниот календар. Да, и тука имаше исто доста од Македонија. Имаше гости. Но јас не очекував дека ќе има толку многу луѓе. Мислев дека можеби ќе се плашат, ќе се скриваат. Да, ама гледав на видео дека било фул и дека било предобра атмосфера, затоа следен пат Преубаво. доаѓам со тебе. Ако треба сам ќе дојдам таму. Поканата сакам ја да. имаш. Да, И фала. сите други кои што не гледат, Да, може да поканата ја има. дојдат, да. И ветувам дека ќе видам нешто што до сега можеби не го почувствувале. Треба да се почувствува тоа, не може само преку видео да се Покрај види. сите тие позитивни работи кои што сум го доживеал таму, на тој настап, една работа што ми остана премногу во впечаток и која што ми го исполни срцето, гледаш млади дечиња од 10 години па се нагоре, фатени на оро во стотици, млади, ги пеат машки, песните. женски ги пеат песните и играат оро страшно убаво. Кај нас да се фати некој на оро на таква некоја општа прослава, не знам, ајде на Да, 2 да, август или на 8 септември. Струјно кола Кај ќе бе, јас види. ќе играм оро сега таму, тоа е селјачка работа. Дај да одиме Да, во клуб, да те здробат звучниците во глава. Буф. да. Овие го почитуваат младите, кремот од тие деца, преубави машки, преубави девојчина, на оро и се гордеат со тоа што го Дека- играат. и И ги дека се знаат тие македонци. чекори да ги играат, да си помислиш дека можеби цел живот Сите се членуваат во играор, некоја да. игра на груп. Тоа, еве тоа, Разбирам. тука Не, го ќе нема. дојдам и ќе видам, сам стварно да видам како е тоа. Сега да те прашам исто сега за песната Мајко. Кажи ми целата приказна околу тоа, што, како, зашто се десило. Пошто знам дека ти е таа исто, мислам сите луѓе ја сакаат. Таа И песна дека ти буди- е омилена и буди- тебе, така? Да, па види, сите Едно- мои песни ми се омилени, тешко е да избереш, знаеш како од сите прсти кој боли најповеќе. Па да. Сите исто боло, но сепак Али може пак ти е подрага. за одредена песна си повеќе приврзан
може би не поради конкретноста на песната, мелодијата или текстот, може би поради причини кои што се поврзани околу создавањето и интерпретирањето на таа песна. Таа песна јас ја направив за себе. Твој е текстот? Текстот е на мајка ми, мелодијата Да, е моја. како што кажеш дека она нели ти ги пише Така, текстовите. за мене си ја направив чисто песната, текстот мајка ми нели со моја сугестија. И само што требаше, веќе бев договорен во студио да влезам и да се ја снимам. Добар е мајкот? Проблем е. Добар е мајкот? Да, Имав проблем со девојчето, со ќерка ми, малото девојче имаше 6 месеци, ми се чини така, или годинка. Да, знам за тоа што Да. имаш зборено, не сакам да Нема врска, Да. имаше некоја бубрежна Не. проблем, се е супер, се во ред тоа, на хидронефроза. да, Изнешли знам во дека е. работа, но сепак како родител, како мало детенце се секираш. И требаше да се прави некоја операција, не знам, дојде некој доктор во Систина. Јас барав повеќе доктори, Опции. повеќе опции, се јавува в Хрватска, се јавува во Словенија, пријатели дури Австралија прашував и како што. И се појави некој стручњак по таа област, доаѓал еднаш на 3 месеци во Систина. Аха. Доаѓа во Систина, Ама све си кошта. се си кошта. И тоа Јас за го земам здраве. детенцето и сите претhodни документации кои што сме ги правеле анализи и испитувања, тој него ни гледа девојчето, 8 сат се баље докторот, ги види само тите втери, вика во 12 сат ќе оперираме. Операција. Како бе викам ќе оперирам? Па сега вика јас денес само сум тука да направам 10 операции И си по 30.000 евра и 30. И викам колку процентуално ми гарантираш дека овој проблем ќе се ќе реши. се реши. Акција 24.mk. Нема што нема, има што има, а има се. Најголемата продавница за мебел и декор. Така да укуцајте акција 24.mk и одберете се што ви треба за вашиот дом. Од мебел до декор до све имаат луѓето. Ако се реши 100%, јас ќе се качам и на месечи и не ги донесам камен. А вика гарантирам 50%. Викам 50%, ти 50%. гарантираш, што тоа 25 се лажни, значи Значи, ти не ми 25% гарантираш ни ништо. 20%, да? А сакаш да го сечеш детето, да го правиш на 6 месеци операција, а ми бараш цена од 30.000 евра. Многу пари се тоа. Огромни пари. И сега размислувам како да постапам. Тие се тешки моменти и одлуки кои еден родител треба да ги донесе за своите дете. Најтешко е кога треба да донесе родител за своето дете одлука, особено кога се работи за здравје. Да. Дали ако постапам така, ќе биде грешно. Дали ако не постапам, можеби Пак ќе биде грешно. пак да. ќе биде грешко, ќе има Не знаеш на што си. последици. И сега одлучувам ќе ја правам вика операција сега. Давеник се фајке да снамкам многу пари, кај ќе најдам. И така од Систина дури со кола бев појден, ја заборавив и колата и се тргнав на кај дома Пешки. пешки, да. Заборавив дека и со кола сум појден. Толку што бев во тој момент, Замајан. Изгубен. да, расејан, изгубен да речем. И се движам, размислувам сега како, што да правам, што да не правам, пари, кај многу пари, нема што да продам. Случајно ни дечки, колеги мои, кај си брат Спасен, како си, што си, добар, дај вика направи некоја песна за нас, вика ни треба песна, ти правиш добри песни, ние сега сме во подем, сакаме. И имаме, викам, јас една песна добра. Да слушнеме може. А тебе не ти беше до продање на песната, така Никако. пошто си ја сакаше. Да. Ова беше за да Нормално за да се извадиш од да се ситуацијата. не оти ќе допридонесеше за таа сума песната, не знам, ќе покриеше многу, Да. 5% ќе покриеше или не знам како. Но сепак размислуваш како да се обере средства за да се реши крајниот случај. И ми ја презентира песната, топ песна, супер, готово, колку пари толку, повели. И ја продадов фактички јас таа песна. И ја снима, ја има снимано Арена Бенд. Само ти си автор на песната. Така Јас сум стоиш и автор на песната. Има тука некои законски обврски. Автор на песната си ти. И ако ја продадеш, авторските права ги имаат тие до 3 години. После 3 години повторно јас смејам да си ја испеам јас, пошто Да. сум автор. Значи они се распаднале виши, Да. песната си ја... Тие се распадна, јас Да, повторно поминаа тие 5 години
Јас ги прашав, викам, дечки, сакам да си испеам песната, парите ќе ви ги вратам дупло ако треба. Не сакаме ние да се испееме. И повторно јас таа песна не ја снима во студио на носачен звук. Јас ја пеев како кавер во живо во телевизија, немат музичка емисија. И така остана, се уште немам јас студиска оригинална снимка од неси. А сега можеш да ја направиш таа? Можам да ја направам, студиска верзија, Со спот, со све? со се, но не сакам да ја направам, бидејќи во моментот каде што ја пее во живо во таа емисија каде што учествував, сметам дека понесов некоја емоција која што сега не би можел да ја понесам. Тоа беше еден таков момент. Повеќе солзи отколку зборови во песната. Солзи течат, Солзи сами а се текат пресушени. простини, да. Пресушени од плачење. Пробував неколку пати да ја пеам песната. Два збора ќе испеам, па ќе се расплачам. Ајде ќе прекинам да дојде друг да снима. Повторно ќе ја земам микрофонот. Ајде да пробам пак, повторно не можам. И така се вечкав некои 5-6 сати и на крај викам сега ќе ја пеам, плачам, не плачам со сила. Му зедов микрофонот, се стегнав срцето, стегнав душата, замижав, пеам, плачам. Но сега си ја Јас пееш снимав. сега, така Сега мислам, си ја на пеам. настапи си ја пееш. Да, и се уште ми е емотивно поврзана песната. И покрај тоа текстуално и музички што е многу добра, но и покрај тоа кога ќе се сетам таа песна ме потсетува какви проблеми сум имал, во какви кризи, во какви искушенија, одлуки требало да донесам фамилиарни околу Се децата. поврзува со нешто. Да, и тоа може како да го кажам, може како некоја травма. И многу ми е тешко кога ја пеам. Ја одбегувам да ја пеам обично. Ама ти ја бараат луѓе. Многу ја бараат луѓето и морам да ја пеам. Лео, тие тажни песни и емоциите се многу големи и те донесува до плачење, како што викаш. Јас сум ти, по така. природа, ми се смеат повеќето, јас сум плачко. Па добро. Во но која смисла плачко? Сите плачеме. Јас знам да плачам и на радост и на тага. И многу плачам. Човек си Може нормален. песна да ме погоди, прв пат да ја слушам да се расплачам. Пеам на свадба, излегуваат невестата и родителот, таткото плаче по собствената ќерка, јас не ги ни познам. Почнувам да плачам И јас. ти плачеш. Колегите викаат, "Шо правиш? Зошто плачеш?" Ми е жал, за кој? Па не знам, викам, за невестата, затоа. Па ги познаеш ли ти? Не. Па како ти е жал? Ми е жал, викам, таа самата ситуација. И филм кога гледаш, плачеш, ти не ги познаеш и таму ја и исто. знаеш дека е филм. Знам Но, дека да Сепак е посилно. Посилно имаш тоа. Ја не се емоции. срам да заплачам никогаш. Нема Читам зашто некогаш не. по коментари, абе ти плачко еден, и плачеш и пееш. Па плачам. Ја ви Па едно тоа е правило. емоција, тоа треба не разбираат луѓе. И имам едно правило кој го практикувам во мојот живот. Што човек што не знае да пушти солза подалеку од него, Да. тој е бездушник. Тоа е Тој нема емоција. апатија, тоа, чиста апатија. Да, а нема емпатија. Нема тука ништо. Луѓе што знаат да заплачат, во него има душа, во него има емоција, во него има честност. Никој не е од нас совршен. Точно. Сите правиме грешки. Точно. Но тој човек никогаш не може да те повреди со намера. Као што вика Ѓорѓе Балашевиќ во една песна е, царува вирус апатија, моментално што се случува. Точно. Така да, И јас затоа ги ценам сите оние луѓе кои што и на радост ќе се расплачат, и на тага емоции се тоа. кога ќе се расплачат, тие се емоции кои што ги чувствува само вистинскиот маж, да кажам. Јас тоа го викам, вистинските мажи знаат да плачат. Точно. Жените плачат на поинаков начин. Ја имам таков Но кога картон. маж ќе се расплаче, тие Тоа е солзи се Потешки. искрени и тешки. Маж не може да глуми плачење. Да. Да. Управо Машка, се жената скроз. може да А изглуми, жените да може изглуми. Ќе се заврди се и ќе изглуми солзи, само да добие нешто што треба. Мажите тоа не можат. Или ќе те Или погоди плачеш, нешто, да, овде или- плачеш затоа што чувствуваш нешто. Или воопшто не плачеш. Точно. Па да идеме малце на поведри теми. Имам една дојава дека си имал проблеми со полиција у Сомбор. Ај кажи ми малце за таа случка. У Сомбор било? Во Сомбор. Да. Имам Па таква добро, дојава. таа е тие се позитивни да, проблеми. за тоа ти Тие се дека случки не е. од Да, животот. Анекдота не. Да. Изненаден си што знам за ова или? Па не знам од кај знаеш за ова. Можеш да погодиш, бидејќи у публика има многу јаки гости. Хајде. Ќе ни ја кажеш или не Ќе сакаш ќе да ја ќе кажеш? ти ја кажам. Пошто не е ништо страшно, ми кажа дека Не, интересна се приказна. што сакаш можеш да ме прашаш. Да. Јас сум гостувал и на секакви емисии и подкасти кај што имало и прашања кои Ова ти е прв подкаст кај што гостуваш. Така. Да, си гостувал во емисија, знам. Татко ми има сестра
сега е покојна во Сомбор. Тамо се омажила и Останала. никогаш не се врати, дали едно се врати во Македонија и почината на погребот не пошол ни татко ми, ни чичко ми, ни никој, не знам поради кои причини, а јас се наоѓам во Канада на турнеја. Си доаѓам од Канада во Македонија, само што слетувам од авион, си доаѓам во Кичево дома и гледам татко ми, брат му, чичко ми, седат двајцата и нешто као намуртени, невесели, со солзи на очите, што е бе, викам, да не некој умрел. Абе не, вика, тетката вика денес прави 6 недели како почина, а ние ниту појдовме на погреб, еве и сега не појдовме. Кога прави, викам јас? Па утре, денес е сабота, вика, утре ќе се станувајте, викам, влегувајте во кола. Абе како? Влегувајте, викам. Ти само што слетуваш. Само што слетав, не ни Само одморив, не бе спие неколку дена. Ама не изморен, влегувајте во кола, викам. Влегува татко ми во кола, чичко ми и уште еден братучет, ја падам колата, јас и тргаме за Сомбор. Од Кичево. Од Кичево за Сомбор. Тргаме, во тој момент, сега ако се сетиме, не можам точно месецот да се сетам, имаше еден случај каде што во Белград се киднапираше младо детенце. Мислам дека знам зашто станува збор. Така, и полицијата беше дигната апсолутно на нозе, На сега. тоа хеликоптери, тоа се. Ние го поминуваме Белград, веќе го поминуваме Нови Сад, возиме на кај Сомбор, 9 саат на вечер, темница, гледам ротационо светло за мене, ме брка. Джип. Еден се паркира пред мене, еден за мене, излегуваат во полна војна опрема, со автоматски пушки и агресивно. Вратите, излегувајте. И не вадат буквално мене на халба, татко ми, другиот што е, викам, што направи, сега она знаеш повторно, како вака да се случи. Не убивме човек. Да. Тие виделе кичевска регистрација, човек од странство, нели, може би има нешто сомнително поврзано со тоа, со случајот со детето. Океј, ни извадија, дајте документи, им ги даваме документите, кој си, што си, како си, и го гледат пасошот мој, ти спасен си, вика, да, спасен Цилјановски, аха, чекај тука, ајде влези в кола, вика, влагам во кола, како Што направи? само спасен, јас таква звезда имам, ако нешто негде јас мора да сум замешан. И го слушам на радиостаница или на телефон, командире, вика, тај, ухватили сме го. Ја уште појке се тресам. Што фативте, викам, бе, луѓе. И го прашам, што фативте, викам, дај проверете ја колата. Викам, Да. ништо, ниту носам, ниту сум направил, нисум пиел, седи, чути. Чекам јас 15 минути, тај доаѓа уште еден джип со ротационо светло, вау, и доаѓа началникот на полиција. Крчевинец Зоран се вика. Началник на полиција на Сомбор. Изаđи мали. И излегов јас повторно. Ти си онај спасен си ног скок. Тој сум, викам јас. Да. Ти знаш да певаш? Јас веќе се олабаев тука. Па викам, знам по некоја песна. Знаеш ти ону песну, вика, ќе ти дојдам на вечер. И чичко ми позади мене беше во колата и тој знаеш како за да се смири као ситуацијата, му вика, господине полицај, па тој е тој, па таа е негова песна, па чути матори, бе, знам да е он, затоа сам го зауставил. И тебе ти паѓа И камен од готово ми срце. паѓа камен. И сега вика, слушај, вика, јас сум љубител на македонски песни. Имам преку 5000 македонски песни на USB во компјутер. Вика, Браво. твоите песни ги слушам по цел ден во полиција во канцеларија. Сите мои колеги те Го познаваат, научиле, да. те познаваат дека си ти, и знаат сите твои песни, имам песни, вика, што ти си ги немаш самиот, што сум ги вадил од YouTube, од емисии, Ај. вика, ти си ми, те сагам, вика, број Значи, еден. он ќе не гледа сега, сигурно. Сигурно ќе не гледа, да, сега сме пријатели, останавме во контакт. Сега вика, кај ќе одиш? Имам братуче, викам, прв тука, тетка ми почината, утре ќе одиме да вадиме ред. Нема, вика, сега да одиш дома. Како нема дома? Сега, вика, ќе те носам кај Мене, да. Звонко Богдана на Салаш. Тој слушал, читал за мене таму. Јас имам доста изјавувано, дека сакам да го слушам многу Звонко Богдан со тие тамбурашите.
Одиме прво кај него дома кафе, се јавува кај Звонко Богдан да направи паприкаш, тоа го викаат, и не носи кај Звонко Богдан, со полиција со ротационо светло. Значи, напред джип, назад, ние на среде, со 200 на сат, као мислиш делегација. Седиме кај Звонко сат и пол до 2, и се ја викам кај не носиш кај да одиме, не чека братуче да оди, сат е 12 и повеќе. Навечер. Еден. А тоа е од Сомбор, едно како село Бездан се вика, околу 25-30 километри. Исто не вози со ротационо светло напред со 2 полициски возила. Одиме и се паркира точно пред кујката на братучедот. Пушта сирени, пушта ротација, излегува братучедот, ја гледа колата моја и шлок. Што се десило? Шта си учини ове бурази? Шта? Е почна да плаче човеков. Уживај бе, викам. Ништо. Па ти знаеш, вика, кој е овој Зоран Крчевинас? Он вика, е главни, па знам. Па ти знаеш, вика, кој е тој Јајара? Па вика, Поло Шојко него нема тука. Кај ти се најде со него? Викам, сега сме пријатели. Да. Па вечерта преспавме кај братучени, утредната повторно дојде началникот да не земе, па не шеташе ни Сомбор. Наредната година јас ги поканив дојдоа тука во Охрид и од сега се дружиме постојано. Доаѓаат. Да, пријателите, е да таква. Ја сакаат Македонија. Премногу и посебно нашата песна ја сакаат. Браво, баш ми е мило, гледаш, си бил као Вучич таму со делегација, со се, да. Пред се прво уплашен, не знаеш што те очекува. Да, ама после на крај све добро. Но на крај добро заврши. Добро заврши. Интересна ситуација која па да, гледаш дека знам има. Добра информација, за оваа информација не ме прашал никој. Скупо кошта, скупо. Морав да платам за да добијам информација. Гледаш, не си ја кажал нигде, мислам. Така? Не знаеме, само ние фамилијарниот круг. Ексклузивно ќе иде во етер. Кажи ми, ајде да те прашам за Увезилка, како почна, мислам, све како почна со Увезилка. Ти се јавија, нема водител, им фалеше. Како се снаоѓаш како водител? Увезилка е една интересна приказна во мојот живот, која што и таа искрено не сум ја очекувал. Се случи една вечер кога во термин кога се снима Везилка, мене ми се јавува директорот, односно уредникот на телевизијата Везилка, и вика, Спасен, вечер те чекаме да дојдеш да снимаме Везилка, како да пеам, како гостин за да пеам. Викам, многу доцна ми се јавувате, се немам време. Треба за сат време сум таму, јас немам облека, не сум, треба се фризер да се душирам, немам време. Океј, вика, дојди, не мора да пееш, само да се видиме на кратко. Ајде, викам, не знам, викам, зашто се видиме. Ке дојдем. Ме поканува таму директорот на Везилка, вика, ми треба водител. Или пред мене беше Благоја, Гриовски и Ирена. Јас го слушам, да ми раскаже сета ситуација. Вика, нас ни треба водител. Еден професионален новинар, еден човек као тебе, да води, да се метка популарен. Јас не сум ни професионален новинар, ниту сум професионален водител. А се замислуваше ли ти као водител? Не, никогаш не сум се замислувал. Не. Знам, обично, може би сум речит на одредени моменти, но дека конкретно да бидам како водител, не сум се размислувал. Не сум размислувал за тоа. Викам, јас прво сум со Благоја огромен другар. Многу сме блиски. Јас викам, не можам да му го земам местото на Благоја, по никоја цена. Тој ми возвратува, вика, Благоја секако си напушти, тој нема да биде. Дали ќе бидеш ти, дали нема да бидеш, ќе биде некој трет. Некој друг, да. Че ти не си причината за Благоја. Јас сепак, викам, ќе оставите 2-3 дена, морам да разговарам со Благоја. Сакам до крај да сум чист со недобриот другар. Го прашувам Благоја, вика, доста ми е мене, вика, 2 години сум таму, не можам, вика, да се тргнам, многу ми е терет, имам настапи, имам ваму, имам децата, во ред. Вика, ќе ми биде мило, вика, Благоја, ако прифатиш ти да бидеш на таа ти беше предизвик да прифатиш да бидеш водител? Размислував што ќе добијам, што ќе изгубам. Тоа е нож со 2 острици. Од една страна, добро е луѓето ќе те видат и ќе те запознат на друг начин, не само како пееш, ќе те запознат како зборуваш, интелектуални способности, дали се снаоѓаш. Имаш гости од секакви сфери, историчари, географичари, физичари, па треба презентација на географски одредници во Македонија, буквално да знаеш за секое место, за секој град, за секое село. Тоа не се учи ако го немаш претходно веќе
начитано, иако не си едуциран. И Благоја, буквално, како да ме замоли, те молам, прифати, ја вика, јас сакам да седи на местото мое. Појдов таму, го прифатив договорот и сега викам, како, зашто одлучивте, викам, јас да бидам. Има многу добри новинари, има добри и пејачи, имам добри професионални водители. Нас, вика, ни треба еден професионален новинар и еден човек од твој карактер. Да е популарен, да е интелигентен, да биде, да го сака публиката. Да е речи, да го сака публиката, да се знајде во секоја ситуација, па секако и да го искористиме на одредени моменти да ни запее. А добар си се снаоѓаш и секоја ситуација, да ти кажам. Па, не можам да кажам сам за себе. Ја ти кажам дека имам приметено за тоа. Благодарам. И ние, вика, правевме анализија на скоро сите пејачи од твојата генерација. Нели доаѓале сите да бидат гости во емисијата во Везилка. И сме гледале, вика, нивни интервјуа, нивно понашање, нивниот начин на разговор, на комуникација, нивните општествени познавања. Сме правиле, вика, анкета на популарност која може да ти донесе гледаност и, вика, одлуката падна на тебе. Тоа за мене беше навистина тоа е почит. Една голема почит и што можеби ако ги одбиев ќе ги навредев буквално. Тоа е еден комплимент кој што го кажува уредник на телевизија кој што има работено со Миромил Марич во Хепи, во Белград, што има големо искуство, и јас упорно викам нема да ме бида. Нема да се снајдам, му викам јас во таа улога, можеби само ќе ве застрамам. Јас, вика, верувам во тебе, дојди првите 2 емисии, а третата емисија ќе збориме. Прифатив и така бидна. Се уште можеби на некој не му се допаѓам. Јас тоа пак ќе го кажам, и Благоја беше професионален новинар, еден од најинтелигентните луѓе на македонската естрада, начитан, образован, високо образован, културен, едуциран дечко, со се, исто Ирена Спировска. Тешко е да замениш некој кој што се многу добри. Тие се навистина многу добри во својата работа. Ама мислам дека ти достоинствено си ја вршиш. Јас врегувам со некој мој стил на однесување. Сакам можеби малку да внесам и хумор, духовитост во сетата работа. По-позитивно, да не биде се така пластично и смирено. Да има енергија маце. Јас честно знам да се разиграм и со луѓето, пајде да наздравиме, пак ќе запеам, пак ќе се фатам на оро, ќе се посегувам со колешката или со било кој од гостите. Се колку во тоа успевам. Има еден факт кој што се прават анализи, гледаноста навистина е зголемена, расте за одредено ниво, сега тоа не можам да си го приспојам тој успех само на мене, секако ние сме таму. Цел тим од не знам колку луѓе, од уредници, од сценографи, камермани, водители, тоа е страшно нешто. Исто имам огромна поддршка. Морам да ја пофалам Андријана Алачки, која што е навистина добра. Поздрав до нејзе, може да договориме да дојде тука. Сега добра господја и многу искрена и честна личност, која што има навистина многу љубов во неа, нема никакви егоистични моменти и секогаш знае, кога знам да заглавам пример, се погледнеме во очи и мајка вика уживај, тоа ќе го кажеш, немој да се стегаш така на тоа. За сега добро оди, па понатаму можеби планираме да донесеме и некои новитети, да не биде се исто банално, разговараме околу тоа со уредникот, но од тоа потоа здравје. Од том пот ќе видиме. Така да јас не би било приоритет или примарна работа да бидам водител. Мојата работа е јас да сум пејач, тоа ми е љубов. Секако пред се така екзистирам. Но ова ја го прифатив тој предизвик, бидејќи сакам предизвици, сакам да се сум работел во животот, сакам да пробам дали ќе се снајдам во таа работа и како ли публиката ќе ме прифати како ете да се наречам водител. Јас прифаќам и критики. Многу и мои луѓе кога ќе ми се јават критика за речникот, за вокабулар. Јас сепак сум од кичевско подрачје. Не можам да зборам толку литературно како што можат тие професионални новинари. Но некој ми вика, ете уредникот и директорот вика, нас токму тоа па не се допаѓа. Тој твој диалект. Поразлично маце, Да, и тоа не се допаѓа. Можам да го глумам јас тој литературен. Ама нема да биде природно. Но сакам некојаш да уфрлам некој збор кој што си од моето подрачје.
Ајде може, чим сакаш предизвици и такви работи, може нека ќе те видиме, па Спасен Силјановски подкаст има да отвори. Зашто да не? Па, се може да биде. Све може да. Кажи Се ми, може да ај, биде. додека сме кај Везилка, да ми кажеш за анегдотата што ти си има десена и што е интересна за Везилка. Не мора да споменуваме имиња, може некое село друго, сега ми кажуваше пред, Да, ако бе. сакаш, нели? Секако. Знаеш Се интересно. како? Се има предизвици и неочекувани моменти. Секоја емисија има различни луѓе. Секоја емисија се снима и се прават прилози од различен град, од различна територија или од различно село. И не знаеш кој ќе ти дојде на гости. На гости. точно. Доаѓа играорна група со 30-40 луѓе, кореографи, председатели, доаѓа историчар, доаѓа занечија, доаѓа географ, доаѓа професор, Па трема пред камери. доаѓа политичар, доаѓале и овие и професори од факултети и така, и сега треба јас да разговарам со нив. Има луѓе кои што се навистина на високо ниво, што ми е тешко да ги следам, бидејќи се толку интелектуални и образовани, едуцирани, што морам да читам јас некојаш навечер за нивната биографија и за онаа тема која што ќе се зборува, за да можам колку толку да им парирам. И се имаше една анекдота, ни доаѓа гостин, кој што треба да говори за неговиот роден град, за неговиот роден крај. Гостинот е тој, повелете и снимајте. И почнуваме ние, викам, продолжуваме со емисијата, дами и гледачи, еве нашиот гостин Бумбакис ни доаѓа од Аеродром. Скопје, од аеродром. Како е во аеродром? Како се живее? Што има? И се општи прашања. И сад човече да беше интересно. Остај ти, вика, аеродром. Ти знаеш дека ќерка ми во Белгија има жена? А не го ни праша ни Не, ништо. не, не. Браво, викам, со свејка, нека имате внучиња, имате, да, супер. Супер, баш ми мило поздрав до вашата ќерка, до вашата фамилија. Колку жители брои аеродром? Дали има занечи, дали може би има уште стара чаршија Корзо? Какво Корзо? Ја овде сум дојден, вика, да ме видат луѓето на телевизија. И сега имаше такви случаи кои што се интересни. Да. Ова без навреда да биде, не спомнуваме таман ниту имена, работа. ниту ништо. А има и многу интелектуалци кои што, па кога ќе почнат да говорат, буквално не можеш да Не можеш да нема- ги собереш. и немаш потреба да ги собереш. Едноставно, се што мислиш ти е веќе пред време Да, ти го кажува. се го кажува. Но има и такви случаи каде што мора да правиш разговор од 10 минути, а не можеш да излечиш од некој можеби ни два збора. Збора, да. Има такви луѓе, да, што Има и треба да им такви. влечеш зборови со клешта. Па потоа ќе ја смениш темата, ќе се Нешто што прилагодиш му одговара, да. ќе се прилагодиш На на соговорникот. соговорникот, ќе паднеш на тоа Точно. ниво или ќе станеш на тоа ниво, зависи од соговорникот. Мораш да Нивото се прилагодиш. секогаш се прилагодува. Се менува, да. Само да те прашам еве како за крај, да ми кажеш со кои од твоите колеги си у добри односи, со кои се поштуваш ептени, дали македонската музика се почитува и како ние луѓето ја почитува, мислам, македонците. Дали поише ја сакаме од надвор од границите или си ја поддржуваме нашата музика? Ова е деликатна тема на која што зборувам буквално по сите мои гостувања. Да, знам, И цело секогаш за тоа и сада да пишувам те за прашам. тоа на И Facebook. пишуваш, да. И никогаш не го порекнувам тоа што сум го кажал или што сум го напишал, секогаш останувам на истиот став, но секогаш одредена група на луѓе дали не можат да го разберат тоа што сакам да им го кажам или дали треба да го нацртам, но сепак не го разбираат. Ај кога име со прво со колеги од најмногу со кои што се дружам, Да, со кои се разбира се тоа моите кичевчани. Ние сме таму од деца, се дружиме, се поддржуваме, Владко, Златко, Дарко, Дамјан и така натаму. Тука исто така премногу, значи многу блиски сме со ептен блиски. Еден од добрите Благоја Груевски, со Наум често се дружим исто. Често исто Даниела со градоначалничка. не, со Даниела ми е комшивка горе, често знаем ајде на кафе, ајде на салатичи, така се дружам јас со сите. Јас во текот на мојата кариера единствено не разговарам, не го мразам, но не разговарам, бидејќи не можеме да имаме заеднички јазик. Еден пејач, не го спомнувам, но секогаш кога
кога ќе ме прашаат за него, како е, што е, иако немаме 15 години никаков контакт, ниту разговарано, јас викам човекот е супер. Криво седи, вика старите право седи. Одлично компонира, одлично пее, одлични забави прави, приватното си е приватно. Тоа е моје чувство што јас ќе се очувам за себе и моје мислење. А за професионалното мислење човекот Е феноменален. е феноменален. Сега повторно, како така вие сте скарани, сега ти го браниш, јас не го бранам. Јас само ја зборам вистината. Ја штитам институцијата пејач. И јас сум во таа институција. Ја не можам да го напаѓам кога тој нештото го прави добро. Точно. Тоа е нереално. Тоа е реално си кажуваш. Мора секогаш да разграничуваме тоа што уште на почеток го зборевме. Ако човек не го сакаш, не треба да го мразиш. Точно. Не ме сакаш како личност, можеби некои мои потези не ти се допаѓаат. Да. Но мора да признаеш дека па оно што го работа можеби е добро. Нема луѓе што ги мразиме, има луѓе што не ги сакаме. Што не ги сакаме. Треба да разграничуваме што Да е ги делиме работите. точно така. А во однос на ова со македонската музика, повторно еве се по 100 пат ќе го кажувам и кај тебе, не знам кај се. Мора да кажуваме за да влезе у паметот. Не сваќаат, мене многу ме напаѓаат на тоа, ме напаѓаат, а не сваќајки и не разбирајќи суштината за тоа што сакам јас да го зборам. Еве ќе почнам са од почеток и многу пополека и многу јасно и со народни зборови. Јас сум македонец. Како македонец по чувство, по крв, по душа, по дедо, по прадедо. Не можам, не е природно јас да сакам повеќе странска музика, туѓа музика, отколку својата. Можам да ја почитувам, Да. но не можам да ја сакам. Јас тебе не можам никош да те сакам повеќе од брат ми. Јас тебе можам безпрекорно да те почитувам, но да те сакам како брат ми не можам. Тоа не е природно. Точно, точно. Ние тој проблем го имаме. Често се фаќаат за мене ти си против, еве српската ја земам секогаш музика, бидејќи таа е најдоминантна тука, нека ни простат. Затоа секогаш во разговорите се освануваме баш на српската музика. Напротив, јас имам слушано повеќе од сите српска музика, но не промовирам српска музика и не снимам. Немам против и јас да седнам и да испеам, еве со хармониката, 1, 2, 3 српски, апсолутно. Ќе испеам и босанска песна, па и не знам каква, и бугарска, и секаква песна. Музиката е уметност. Музиката има, секоја музика има нешто волшебно во не. Знаете што? Еве еден пример ќе ви кажам. Дали можеш да прочиташ една иста книга 100 пати? Па можеш, зависи. Или еден филм да го гледаш 100 пати? Можеш ли? Па јас сум гледал, да ти кажам. Јас мислам не, затоа што ја знаеш содржината, знаеш како ќе заврши, губиш интерес и во книгата. А песна може една иста песна и 10 години да ја слуша секој ден и 10 години ќе плачеш. Добро, Песната има суштинска емоција, таа е создадена буквално од Бога. Ангелите, херофимите, серафимите горе пеат во хорови во рајот. Музиката е од таму донесена. Затоа јас ја почитувам секоја музика. Но едноставно повторно. Не сакам да биде нешто доминантно повеќе кај мене дома од моето. Таа е мојата логика. И повторно еве ќе се навратам на она што го потенцирам стално. Не може на една македонска свадба кај Бомбакис од 50 песни 40 песни да бидат српски или 45, а 5 или 10 да бидат македонски. Затоа што тоа не е случај кај ниту еден наш сосед. Појдете на што они си го поштуваат прво своето. Точно така. Ќе појдете кај србите на свадба. Ќе испеа неколку песни македонски. Ама неколку, нема сите да неколку, 3 до 5. Ќе појдете кај грците. Не може да слушнете ниту една српска, македонска или кај албанците да не прајме мувавет. Осем албанска ништо не будете да слушнете. Ние сме единствена нација. И тоа важи за нас народњаците кои што нарекуваат. Кој ќе ти пее спасен? Селска музика. Ако пееш македонска музика, таа е селска музика. Да, знам. Јас ќе ти дојдам нели кога ја снимав, иако песната за ти што знаеш што е музика, таа е како вирус легува во сечие уво и сите ја прифати овие што слушаат народна музика, другите да, еве со тие селски песни. Сега кога истата таа песна
почна се Сите пее ја знаат. по цел Балкан, по цела Босна, по цела Хрватска. Сега јас во петок пејам во Арау, во Швейцарија, во српски клуб. Само за таа песна. Им кажам, јас немам репер, не вика, ти си дојден сат време. 5 пати ќе ја пеш ке ти дојдам, таму битола му реден, слободен си. Кај србите. Значи не кај нашите. И сега кога почнаа да се навратам, сите се на Балканот да ја слушаат, слушаат, да стане хит, Сега е окей. сега и тие тукашните кои што ја негира, за кои што Дека е тврдеа дека е селска, селска, сега по клубовите им ја пее Рада Мануелович таму Да, и он- тресат, Да. сечат вени на истата Делириум. песна. Тоа е значи дека ние треба да чекаме некој друг да ни каже што е добро, немаме ние самите, Ау, секогаш е така. не можеме ли самите ние Да си да, кажеме да си што е кажеме добро што е или добро, да. што не е добро. Ама тоа е секогаш така. И повторно ќе кажам, немам против никоја музика. Апсолутно. Но не смееме како народ, па посебно во овој момент, бидејќи ние сме во една голема идентитетска криза. Криза. И проблеми со јазик, проблеми со идентитет, проблеми со име, Моментално проблеми со цркви. дно од нас сме, И да. сега, згора на сето тоа, ние уште музиката е дел од културата. Амбасадор на Културата е државата. стебло на државата. Ако немаш култура и историја, немаш држава. Немаш држава. Јазикот е преку песната. Знаеш ли како е создавана песната? Тик так, тик так. Ве потсеќа на нешто? Тоа е македонски производ. Часовници и новчаници кожни многу се добри, многу се ефикасни и може све да собере у нив. Проверете на tak.mk, изберете си, ефтини се, а се македонски, поддржите македонски производи. Песната е создавана по селата во тие мачни жешки летни лета, каде што жените не смееле да пишуваат за своите маки, да остават, им било забрането во Грција, пример, да зборуваат или да пишуваат на македонски. Ќе се појде на нива, на 40 степени ќе жнее и ќе се ги пее маките. Да, и така се Така е настаната. направени. Така е сочуван македонскиот јазик. Македонскиот јазик е сочуван најмногу преку песната. А сега ние во модерно време, со оваа технологија, со сите тие овие вештачки интелигенции, интернети, социјални мрежи, наместо да успееме да направиме експанзија од тој македонски јазик и од таа македонска песна, Ние си ние самите си го пропастуваме. Нас не ни се криви, секогаш Никој викам, ние сме нас сами не ни се криви. криви србите што Никој доаѓаат тука да пеат. Точно. Еве јас одам таму ме викнале, ќе се пеа македонски. Точно. И него го вика, тука да си пее, тоа е негова работа, ќе си земе хонорар. Дај да почнеме ние да ја негуваме нашата песна. И да си се сакаме прво ние самите себе си. И јас разговарам и со, има малце разлика, има свадбари, има концертни пејачи, има кафански пејачи, има и така натаму. Абе, знаеш, вика ги бараат во кафана кога ќе појдеш да пееш, веднаш ти бараат српска. Еве, јас пеам и јас во кафана, и по свадби, и по концерти, сега. Како мене не ми бара никој. Да. Јас ако сакам, ако почувствувам, ќе испеам. Има колеги мои кои што да ги спомнувам самите нека се спомнат, влегува во кафана, добро вечер. Наговори жена бела Да. циганина. Чекај бе, зашто Да. не почне со македонско да вече? Да, зашто да нормално. Фактички ти го наметнуваш тој начин на размислување Кај луѓето. кај клиентите. И повторно ќе кажам, се почитувам од музика, буквално се слушам. Буквално се. И од албанска, и од не знам сега ирска музика сега по некој ден слушав, некои ми беа интересни, но не можам да сакам ништо повеќе од своето. Најпрво своето Нормално. го сакам, другото го почитувам. Кога го сакам своето, можам да го почитувам твоето. Ако не го сакам своето, како ќе го почитувам твоето? Тоа е лаж. Така е. Тоа е наметнато. Така е. Само мислиш така треба таков тренд, ајде и ние така се носи со искинати фармерки. Да. Може би така треба јас. Па не носам Не. јас искинати, затоа што сметам дека Не е во ред. не е во ред и не ми изгледа мојот стил, моето тело на Така. таква облека. Дали ми го сваќаш Да, концептот јас и скроз те саѓам, Иво. треба да сватате и гледачи. и ова го и зборувам сите, јас 5, 6, 7, 8 години. Ако И ќе ми наметнат епитети многу пати. Тој е србомразач. Луѓе, јас моето детство сум го поминал во Србија. Сега зборевме дека имам тетка, браќа, Да. сестри во Србија. Имам пријатели страшни, од началници на полиција, од обични луѓе, од пејачи, од колеги. Како да едва ме чека да појдам таму да направиме прасе печено, да седиме и да пееме и македонски и српски песни. точно. Никогаш немам против. Најобјективно, па јас сум најпристрасен од сите соседи кон српскиот народ. Сме живееле во таа држава и сум пристрасен. Само со теа тирови си малце у конфликт, а Не, се со- јас не се ни знам ни со теја. Не, Начинот,
Јас сум коментирал во врска со начинот на воздигнувањето на туѓото, а дискриминирањето и негирањето на она што е наше. На нашето, да. Јас сум правил само една паралела. Имаме многу поквалитетни гласовно, поквалитетни и технички, поквалитетни пеачки и од теа и од многу. Јас го почитувам нивното работи. И од теа, и од Пријовиќ, и од Аца Лукас, никој не ја спори работата негова. Тој си го пронашол правиот пат како да дојде до успехот. И така си тера, и тоа е негово. Но зошто, ако јас го направам истото, си дискриминиран, да. Ти мене ќе ме направиш партал. Како што го кажав, тој примерот со Аца Лукас. Да. Че ја да ме види се во чашата, ти со океќе внатри има пиво и пијаница. Па веќе ти со грамче излегува со виски во рете. Да, се што правиме ние не е во ред. Да, теја добро, теја овде имам викам песните, еве ќе земе пример, не знам, Гавазова. Ќе ја здроби во пеење. Да. Ама добро меша, сега тука разлика е. Ти одиш на концерт или на стриптиз бар. Ако одиш на концерт да слушаш вокал и песни, тоа е друго. Тоа е друго. Ако сакаш стриптиз, е сосема трето. Точно. Тие се критериуми кои што сакам јас да ги разрешам, не јас да ги разрешам, јас се ги разбирам за себе. Бидејќи моето мислење се бара, како пејач, како јавна личност, би сакал да го кажам јавно. Ако кој ќе го прифати? Арно, кој не може па и ја не сум во право. Нека смени програм. Може би не сум во право. Секој има право да си го каже мислење. Својот начин на мислење, а особено јас мислам дека имам кредибилитет да зборам за особено за музиката, бидејќи се наоѓам во таа област. Затоа и те викнав и да си поправам. Творам, компонирам, кантавтор, пејам, свирам. Мислам дека имам право да дадам некој совет или критика. И дека држи зборот. Повторно нема да бидам дециден дека мора да сум јас 100% во право. Но сметам во најголем дел дека сум во право. Публиката нека размисли, нека ги види сите тие различни страни и нека одлучи што е во право. И трето, коментари, пошто читаме, ќе искоментираме неколку. А кај бе ти се носи со Аца Лукас? Па не ни сакам ја да се носи со Аца Лукас. Јас сум скроз различен од него. Ниту сме конкуренција. Тој има тотално друг стил на музика, тотално друг начин на изведување. Ја имам друг. Јас неговите песни не можам да ги пеам, да го работам. Тој не може моето. Во однос на популарноста човекот е екстремно популарен. Ја и тоа го признав. Поголема држава се од нас 5 пати, со поеќе народ, поеќе публика, по друг пазар. Јас не ни трчам. Јас сум задоволен со тој пазар што ги имам тука. Но споредбите ги правиме во суштина да нашата публика почне поеќе да не цени нас и да не се осврнува на сите. Ценете ги и другите, слушајте ги, почитувајте ги. Но немој нашите да ги се што е наше. Своето е на прво место треба да ставиме. Еве имав еден пример, тој што го кажав. Ефто пее како доаен на македонска музика и Мирослав Илич пее на Пиво Фест во исто место. Ефто пее за 3000 евра, Мирослав за 30. Да. И са тој 30. Мирослав јас многу сакам, јас сум пристрасен за него од српските пејачи. И некојаш го копирам. И Ефто го сакам. Сакам да кажам, повеќе ги врендуваме странските пејачи. А тој тие пари ги донесе во Србија. 10 пати повеќе. И са некој пишал, абе кај може Ефто со Мирослав? Па ја викам обратно. Не е тоа поентата. Не е тоа поента да кај може Ефто со Мирослав. И Ефто е одличен пејач со одлични песни во 40 годишна кариера и Мирослав е прекрасен пејач. Поентата е кај нас, почитувај го твојот. Ајде да појдам јас да пејам или не мора јас, нека појде било кој Благоја Наум да појде таму, Благоја да го платат 50.000 евра, а Мирослав да го платат 5. Да. Може се случи тоа нешто? Не. И после спасен, тресе глупости, србомразач, не знам ова. Нема крај се правиш, дај падни долу, многу сигурно. Ја не сум никогаш горе и не се ни чувствувам, ниту сакам. Еве ме гледаш како сум. Сега тука ќе одиме ние сите заедно на кафе како сите обични луѓе. Така. Ќе се правиме муавет, ќе се дружиме буквално како нормален. Ја не ни сакам да имам некој поразличен. Сите сме од крв и месо. Кога сум на сцена, ќе се облечам како што треба, ќе ја завршам работата. Кога не сум на сцена, сум буквално и ќе седнеме, и ќе свириме, и ќе се напиеме, и ќе играме и шахи, и баскети, или не знам што ќе правиме. Јас сакам да имам приватност како секој нормален човек, не сакам да бидам заробен во еден музички балон, некоја, како што нарекуваат, екстремна популарност, од која што не можеш да избегаш. Зошто? Животот е краток, за некој мене цело време да бидам под притисок и да се варам што ќе направам. Да се криеш и да. Јас знам, ке злате, ке појдам во кафана, ке пејам,
тука се чувствувам како дома, буквално. Пејам како дома, за себе си пејам. Издувен вентил, дај ми, викам, едно пиво, море не едно пиво, две. И, абе, пееш, публиката те гледа. Колку има гости? 200. Што има на нивните маси? Вода? Да. Па нема вода, на сите маси има виски, ракија, пиво. Така Па се зошто јас да не расположува. можам да се напијам пиво? Да. Дали ме сваќаш? Да, така се расположуваат луѓето. Сакам Тоа да не кажам, значи дека се што се работи за кај нас, погрешно го гледаат. А за другите се нормално. Јас сум против тоа да се шири блуд, неморал, нечесност, наркотици да, тоа и така не е. натаму. Сега ти ако застанеш, Али едно-две пиво и јас знам да се Тоа ти напијам, викам. така да ја идам не е ништо не мора да страшно. се збори и за пиво. за било Да што. станеме јас и ти да излеземе така вака кежуал во кафана, види го спасен дошол по мајчкам. Па што треба? цел Може во ден косум да се дело дирам. бидам, да, не е тоа. Тие се тие некои логики. Ништо, луѓе, поштувајте си македонска музика. Ја на тебе да ти се заблагодарам, бидејќи беше Толку дел ли? од подкастот, пошто знаеш колку долго време се договараме да дојдеш, и еве Знам. конечно дојде, а јас сакам да те Колку време направи емисија само Колку извини? време Ме интересира. Таман. Сати 40. Јас мислам кратко, и може не до 4 сати. Јас сакам. Имаме уште многу теми на одговорени. Да, имаме уште многу теми, ќе ти кажам што теми ќе направиме. Јас сакам да ти подарам од нашите спонзори Apollo. Ти Значи, благодарам ова многу. се најголеми увозници на тонери, на принтери. Браво. Имаш таму неколку поклони од нив, мислам дека ќе ти се најдат. Се што сакате за тонери и принтери можете да најдете на moјtoner.mk. И исто така имаме еден одличен новчаник од нашиот спонзор Такт. Ова е благодарам. македонски бренд. Мислам дека ќе ти се допадне. И е кожа. Може да го отворам? Скорос можеш да го отвориш да го Радосна сум. покажеш на гледачите, Ева. да, и да им се заблагодарам исто така на акција.мк за тоа што Ајде да не го без нив отпакувам ова. студио немаше да биде вакво како што е прекрасно и новиот спонзор сега што ни улета, пошто ја многу сакам кафани, а Спасен пее таму, тоа е кафана. Морате да отидете да ја посетите заедно со нас. Ја ќе бидам таму и он ќе пее човекот и Бисера ќе ја пееме, бејќи ќерка ми се вика Бисера, ја највише ја сакам на цел свет. И да се почувствувате, да видите Као дома. Као дома, Како дома. и да се почувствувате као македонски во македонска кафана. Да видите дека и во македонска кафана се прават луди забави со македонска уба македонски музика. песни, И да. македонски ново компонирани, и македонски од постарите песни, и градски песни, и Од песни секој од нешто. секаков жанр, но да знаете дека има премногу голем репертоар и што може да се направи преубава атмосфера. Ќе видат они на видеата што ги правиш. ти Ги пуштам цело јас. време што пушташ, На мој да. тие што ме следат на моите профили, тоа го знаат, за тие што не го следат, Ќе видат кај мене. ќе видат кај тебе. Фала ти уште еднаш, да си жив и здрав. Се гледаме уште еднаш да го продолжиме овој подкаст со другите теми што не почнавме да ги Ти збориме. благодарам јас на поканата. Задоволство ми е што сум еве тука прв пат кај тебе. Ти посакувам успех и верувам дека ќе успееш како македонски подкастер, да речам. Чувствувам дека имаш и енергија, потенцијал и мотив и инвентивен си. Одбираш, мислам дека добри Правите гости. луѓе ги одбирам, да. Така. Мислам дека добро си помина. Прекрасно. Дека Јас немаше очекувам ништо. малку провокации повеќе. Се спремав така Не нешто. сум дома. ја тој човек. Не сум ја тој човек. Ама имам јас одговори за се. Да, знам Како што ти дека кажав, јас моето ниво на комуникација го сведувам на нивото на на соговорник. соговорникот, Со точно. политич разговараш така, со подкастер така, со лудак си лудак, со пијаница си пијаница, со не знам, Мораш да- мора да го прилагодиш да, своето да се ниво. прилагодиш, точно. Тоа е За тоа. Фала ти уште еднаш, да си жив и здрав и се гледаме у кафана. Кафана. Ти благодарам. Поздрав и до следните наши гледачи. Чекаме коментари. Добар ден, драги гледачи! Во подкаст го имаме најпозитивниот, најдобриот, све нај-нај, Бомбакис!